Добро утро, почитувани гледачи. Ново издание на емисијата Фактор здравје, точно во редовниот термин, 9 часот и 15 минути. Почнуваме и разработуваме нова тема, зборуваме за алергиите и астмата. Што ги причинува, зошто се толку многу чести, како да ги контролираме симптомите, на што да обрнеме внимание кога да побараме лекарска помош, какви се новите терапии и што е она што можеме да го направиме за да ја ублажиме симптоматологијата. На оваа тема утрово разговараме со доктор Драган Ѓорѓиевски, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа доктор Драган Ѓорѓиевски, председател на Сдруженијето на лекари по општа и семејна медицина, подпредседател на Европската унија на семејни лекари. Добро утро, доктор Драган, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и од мене и ви благодарам на поканата. На крајот на минатата година отворивте собствена ординација, што некако беше како природен тек на сето она што го работите професионално веќе долги години, и во еден интервју од еден од порталите убаво кажувате дека целта ви е семејната ординацијата да биде место каде што на здравјето се пристапува холистички, а пациентот е секогаш во центарот на вниманието. Што тоа значи во пракса? Тоа всушност во пракса значи дека треба да постои индивидуален пристап за секој пациент. Секој пациент е различен сам за себе. Ние треба да следиме одредени протоколи по кои што треба да биде воден пациентот, но меѓутоа кај секој пациент одреден лек не значи дека ќе делува подеднакво како и кај другиот пациент. Треба да се посвети големо внимание на превенција, треба да се посвети големо внимание на рано откривање на заболувањата за како побрзо би се дошло до дијагноза и до соодветен третман. Токму и тоа е мотото дека медицината треба да се работи со знаење и со срце за да може всушност добро да бидат третирани пациентите, па сите пациенти кои имаат потреба од матичен лекар може да ја посетат ординацијата на приземје во поликлиниката Букурешт. Да. Семејната медицина не е само лекување на симптомите, туку еден комплетен пристап кон пациентот, кон неговото семејство, една долгорочна взаемна и комуникација, и доверба, и разбирање. Апсолутно така. Бидејќи ние како семејни лекари прифаќаме пациенти од 0 до 90 до 100 години. Значи и бебиња, и детска популација, и возрастна популација, бидејќи ги имаме тие компетенции за третирање на заболувањето од 0. Зашто е подобро и детето, и бебето, и возрастната особа да се лечат кај еден семејен лекар? Затоа што тој семејен лекар ја познава наследната историја на популацијата. Кога знае од што заболување има мајката и таткото, многу полесно може кај детето да превенира одредени заболувања. Полесно е кога го лечите целото семејство, ја знаете неговата социоекономска состојба, ги знаете животните и работните услови во кои работат, ги познавате хроничните заболувања, ги познавате генетските заболувања кои настануваат, соодветно можете навремено да реагирате на секоја тие состојби. Така, возрастните ги третираат тие заболувања, а веќе кај помладата популација од истото семејство знаете каде и превентивно треба да се делува и да се даде препорака и совет, бидејќи некогаш и не сме толку ажурни сами да направиме превенција одредена или пак редовно да одиме на прегледи. Да, најчесто помладата популација е таа која што ги занемарува симптомите. Затоа и основата на семејната медицина. Значи, секој семејен лекар, основата треба да ја земе на превенција. Јас знам дека многу од моите колеги ќе кажат, па ние навистина имаме голема административна работа. Ќе го искористам оваа прилика и за еден апел до Министерството за здравство и до Фондот за здравствено осигурување, дека треба малку побрзо да се соочуваме со промените на законските решенија кои се најавени и реформите, бидејќи навистина администрацијата треба да се тргне на страна. Треба да одиме на комплетно електронско здравство, каде што во центарот ќе биде пациентот. Ние треба да се насочиме да во разговор со пациентот, со едно добро земена анамнеза и со еден клинички преглед се посомневаме на одредено заболување, го откриеме во својата рана и почетен стадиум, со што на некој начин всушност би спречиле понатамошни употреба на скапи терапии, лекување на тој пациент, чести влошување на самата здравствена состојба, хоспитализација. Со тоа всушност државата заштедува енормна сума на средства и на пари кои што може да се пренасочат токму во превентивните програми, а населението добиваме население со
подобар квалитет на живот, значи со подобри здравствени навики, значи секогаш како семејни лекари треба да влијаеме дека е многу битна физичката активност кај пациентот. Дека ако не секој ден, барем 2 до 3 пати неделно според сите протоколи, треба да има одредена физичка активност, макар тоа и да е брзо одење или движење, значи во надворешна средина, трчање, возење велосипед, пливање, значи секој си наоѓа некоја различна физичка активност и начинот на исхрана, кој што е многу битен кај пациентот, мора да се внесува здрава исхрана, но мора да бидеме свесни дека живееме во средина во која што имаме високо загадување на воздухот, сите тие PM10 честички паѓаат на почвата, па тука веќе и храната не можеме секогаш да бидеме соодветни колку е здраве и затоа треба да се користат одредени суплементи или антиоксиданси кои што би помогнале на организмот да се избори и да го ојача својот имунитет, да не биде подложен на вируси и на бактерии. Така, токму затоа, колку повеќе време имате да им посветите на пациентите, веројатно ќе имате време и сето ова да им се воочи и да им се каже, за да почнат да го применуваат. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме со разговорот на темата, нели, која што ја најави, астма и алергија. Останете со нас до самиот крај, повелете, вклучете се во емисијата со ваши прашања. Со доктор Драган Ѓорѓиевски, специјалист по семејна медицина од приватната здравствена установа доктор Драган Ѓорѓиевски, председател на Сдруженијето на лекари по општа и семејна медицина, подпредседател на Европската унија на семејни лекари, зборуваме за астма и алергии, но пред да ја почнеме темата, веќе имаме гледач на линија, му даваме предност секако да ве слушнеме. Повелете, добро утро. Ало, добро утро. Добро утро. Вака, едно прашање до докторот. Имам 10 годишно дете и постојано има непрекината кашлица. Повеќе навечер кога се смирува. Испитано е крвна слика, ЦРП, се е добро, крајниците се добро. Од алерготести тоа е добро и сега да видиме докторот да ми даде совет некој како и што. Дополнително дали што би требало да се направи добро. Доволно е ова, доктор Драган. Доволно. Ви благодариме за јавувањето. Пациентката даде податок дека има 10 годишно дете кој има кашлица, особено во ноќно време и навечер. Не секогаш алерготестовите можат да откријат дека имаме соодветен алерген, значи како златен стандард тука се прик кожните тестови, но меѓутоа постојат и така наречени рида тестови кои што се од крвта, кои што одредуваат ги алергените од крвта и повеќе се насочени кон нутритивната форма на алергени, него кон инхалаторните алергени. Овде чим станува збор за некоја пролонгирана кашлица, она што треба да се направи, не знам дали пациентите направиле пнеумослайд или искашлок кој што може да открие некоја атипична форма на бактерија или вирус, дали прележал во претходниот временски период респираторен синцицилен вирус, па тој дава до 3 до 4 месеци пролонгирана кашлица, но многу често треба да се обрне внимание дали кашлицата кај тоа детенце се влошува во тек на физичка активност, дали се влошува во студено време, дали се интензивира навечерот и тука веќе позадински можеме да имаме алергиска реакција, па дури некој почеток на астматско заболување. Тука јас би ги посоветувал дека треба да направат консултација ако трае веќе подолг временски период со детски пулмоалерголог кој ќе назначи што понатаму треба да се испита дали тука ќе бидат и еозинофилите, тоталниот имуноглобулин. Значи тука веќе детски пулмоалерголог дефинитивно треба да го види тоа дете. Значи во секој случај е потребна малку подетелна потребно анализа е, и пошто кажува дека иследување. неколку месеци трае суви и пролонгирани кашлици, значи тука веќе може да станува збор за алергиска реакција, но може да станува и збор за некој од заболувањата, значи на белите дробови, каде што треба да се направи спирометрија кај детето, каде што треба да се направат малку подетални проценки и би го советувал да посетат детски пулмоалерголог при клиниката за пулмоалергологија и детски болести или при институтот и клиниката во Козле. Така. Имаме уште еден гледач на линија. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро. Ало, добро утро. Да, ве слушаме, повелете. 24 телевизија? Да, во Фактор здравје сте вклучени. Да. Едно прашање. Секако. Повелете. Имам на грбот и на стомакот нон-стоп чешање. Значи, преку ден кога ќе одам да шетам, не ми е ништо, али навечер кога ќе гледам телевизија,
Ако се потпрем на каучот или на фотелјата, 5 минути да стоам потпрен на грбот и по телото ме чеша. Така, и сега прашањето би било дали сте биле на дерматолог, кожен лекар? Дали може алергијата да биде, пијам апчиња за простата на савајли и за вечер. Добро, доволно е ова. Има некоја промена по кожата? Дали имате некоја промена по кожата или само осеќате јадеш и чешање? Само чешање. Добро. Во ред, ви благодариме. Не. Чисто ми е кожда ова, чисто ми е, кад погледнам на раката да се почешам, ништо нема, а ме чеша. Така, добро. Не слушнавме дали веќе гледачот бил и на дерматолог или пак еве препораката ќе биде веројатно таму. Немал никакви кожни промени. Да. Обично алергиска реакција, било да е тоа алергиски контактен дерматит или некоја друга форма на алергиски реакција, мора да се манифестира така на кожата. Одредени промени, па макар и тоа да бидат најситни црвени како точкици и слично кои што може да се појават по кожата, но меѓутоа пациентот треба да направи една проширена крвна лабораторија и пред се да се ослони на црниот дроб, АСТ, АЛТ и ГГТ како параметри кои треба да ги испита, бидејќи многу често токсините, замастувањето на црниот дроб или недобрата работа на црниот дроб може да предизвика интензивен јадеж по телото. Тоа е една од состојбите. И друга состојба кој што многу се појавува многу често, тоа е психолошко манифестирање на јадеж во одредени стресни состојби, но би требало да направи првен комплетна крвна слика и лабораторија и да го посети секако својот семеен лекар за понатамошно исследување после лабораториските анализи. А кај дерматолог би требало ако веќе има нешто се по кожа, појави, дерматовенерологот може да направи алерготестови за да утврди дали има некоја скриена алергиска реакција во самиот организам, но ако веќе ги посетили и ги направил тие испитувања, а по кожата нема нешто, значи тука сепак мора да се направи една детална лабораториска анализа, бидејќи многу често со јадеж ни се појавуваат и пациенти кои што имаат заболување на црниот дроб, меѓутоа со јадеж и со чешање ни се појавуваат и пациенти со гавични инфекции кои што не се манифестираат по кожата, некои од нив се детектираат во изметот, со јадеж може да се појават и со карциноматозни промени. Затоа прави една комплетна лабораториска анализа, сува кожа и перутање, исто може да појави некој јадеж, така да тука се неколку форми кои што треба да се испитат, но први една и тоа проширена лабораториска анализа. Така. Повторно имаме гледач на линија. Некогаш ќе направиме емисија без да одредиме некоја тема, само прашање до матичниот лекар. Да. Добро утро, повелете. Во програма сте, повелете, ве слушаме. Голем поздрав до прекрасната емисија, до вас, Зиле, посебно. И до докторот, прекрасен, млад, вакви сака млади доктори да не ни бегат само, да се ни живи и здрави, толку убаво објасно е. Биле, вака ја, да кажам, мислим, немам некои проблеми, нека станем на сабале, устата ми е све, мислим, суша, така како се и слајмови. Шикер провери добар ми е, негде, милим, околу 6 или така нешто свако сабале. Ама носот ми е нон-стоп ладан и се не можем никако да го стоплим. Се блуза узврат, ставим се оној. Друго немам проблема, ама носот толку ми е ладан, тој е чудо, викам, не знам од што е, а више сам у години и ја викам. А и за овие вакцините што ги примаат доктори за грипот, тебе поминаат 2-3 месеца, како осеќам раката така малце како да ми трне, дали тоа така сама си мислим или не знам, па да прашам доктора да видим што ќе ми каже и голем поздрав и овие доктори стварно се прекрасни. Благодариме за јавувањето и продолжете и понатаму редовно да не следите. Многу често ги поврзуваат контраиндикациите на вакцините, но вакцината може да даде несакана реакција, секоја вакцина, како и секој лек, 24-48 до максимум 72 часа. Тоа е најчесто оток, црвенило, болка, отекување на лимфни јазли, температура, омалаксаност и слично. Вакцината од грип не може 3 месеци да даде трнање на рак. Значи тука веќе може да стане збор за спондилозни и артразни промени во пределот на вратот или некоја дископатија, дискус хернија која што врши притисок врз самиот нерв. Тоа тријање на пршлените, тоа изјадување на самата раскавица, сето тоа како притиска врз нервот, така може да се шири болката преку рамениот столб и многу често ќе кажат ме боли ужасно рамото, всушност болката не потекнува од рамото, него потекнува од вратниот дел и продолжува надоле кон прстите, значи трнењето и слично. Тоа е едно
почестите состојби. Исто што треба да се направи и ЕКГ, значи затоа што трнење во прсти и во раце многу често може да потекува и од кардиоваскуларниот систем, од некои најчесто сами помислуваме на тоа и се плашиме дека има некаков проблем со срцето. Секогаш кај пациентите кои ќе ми дојдат во ординација со трнење на рака, први некако мерам притисок и правам некако кога ќе се осигурам дека тоа е добро, мене ми е многу полесно, тога знам дека веќе потекнува од друга страна. Многу често ги мешаат и симптомите кога ќе речат имам тешко гушење, не можам да дишам, имам проблеми со белите дробови. Всушност спондилозата во многу ситуации како некој да ви ставил плоча на самите гради, не можете да земете длабоко воздух, но пак треба да се исклучи срце и бели дробови во таа основа, па потоа да се во однос на сувост на устата, тука може да имаме повеќе причинители, кажат дека гликемија испитала, но јас не знам дали испитала скриен шекер. Не мора да значи дека секогаш обичната гликемија е само причинител. Кажа дека има некои секрети, не знам дали го спомна јазикот или не, треба да се види. Значи треба еден преглед кај семениот лекар. Да се види јазикот каков е, што испитувања треба дополнително да се направат, дали има некоја бактерија која е само носителство, значи не мора да манифестира класични симптоми. Секој од нас може да носи некоја форма на бактерија, кај некој да развие патогена состојба, кај некој да не развие. Така, да. И тоа што рече дека студенило на носот, обично нели прстите ни се студени на нозете, на рацете, малку полоша циркулација може да се поврзе со циркулација, ми не може да се поврзе, може да е некое субјективно чувство. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Дали се слушаме? Ало? Да. Само ќе ве замолам малку погласно. И веќе сте во програма. Повелете со прашањето. Да, вака заборавив на докторот пред да му кажам што се јавив првата гледачка за детенство. Проверено е и спирометрија, надување и тоа беше се уред. И сега докторот што го кажа тоа претходните анализи да ми ги каже што треба да се испита. Аха, така. Ајде вака, оставите го телефонскиот број во режија. Ќе ги замолам колегите од режија ако може вашиот телефонски број да го запишат. Па доктор Драган во текот на денов, така кога ќе имате можност, ќе ве исконтактира и убаво бидејќи сега и да го споменете, не знам дали ќе успеете нели се да запишете, па еве и ќе се слушнете и дополнителна консултација на тој начин ќе направите. Ајде сега малку на алергиите и астмата да посветиме внимание, ќе мораме некако да го скратиме разговорот, ама барем суштинските главните. Зошто се почесто во годиниве и децении наназад зборуваме, толку ли се многу чести алергиите и астмата? Идам повеќе на главните црти, морам да ги кажам најпрви причинителите за самата алергиска реакција, тие може да бидат од различна природа. Голем број на алергиски реакции потекнуваат од поленот, значи кога цветаат одредени растенија, дрвја, листови и слично, значи тоа е едниот форма на алергиска реакција. Друга форма на алергиска реакција се нутритивните алергенси, тоа се оние честички кои што ги внесуваме преку исхраната. Најчести алергени во исхраната се јајцето, патлиџанот, бадемите, оревите, но меѓутоа и секоја форма и млечната храна. Значи тука многу често имаме алергии на млеко, алергии на сирење и многу често во организмот се појавува и така наречена интолеранција на храна која е малку по-специфична и друга форма на алергиски реакции, тоа повеќе се манифестира со гастроинтестинални симптоми, како што се подуваности, како што се значи некои форми на кракорење на цревата и слични, има малку поинаков тек и поинаков начин на исследување. Алергија може да се појави и од убод на инсекти, значи тоа може да биде оса, страшлен, пчела, кои што најчесто одат во нашата земја. И многу се почесто морам да ги споменам, ако еден временски период, може би јас сум лекар веќе 12 години, пред 7-8 години, кога ќе почнеше март, април, логично ни беше да следиме алергиски реакции до крајот на месец јуни, додека се тие треви, полени и слично, и цветањето, и потоа имавме некоја алергија септември, октомври, кога имавме влагата, мувлата, тоа се тие основни алергиски, но меѓутоа веќе сега имаме и целогодишни алергиски реакции, токму поради загадениот воздух кој не смееме да го изигнорираме, бидејќи тие PM10 честички кои што ги вдишуваме преку носот го оштетуваат респираторниот епител на носот, како го оштетуваат респираторниот епител
така овозможуваат вирусите и бактериите многу побрзо наместо во носот и во синусите да се задржат, да пројдат во белите дробови. На некој начин имуната состојба на самите бели дробови ја намалуваат на многу пониско ниво и токму затоа имаме и почести бронхити и пнеумонии во зимскиот, па и во пролетниот, па дури ги следиме и во летниот временски период, него што сме ги имале можеби пред некои 7-8 години кога загадувањето навистина било на пониско ниво и тука треба многу да се работи на намалување на аерозагадувањето. Гледаме дека тоа се одвива многу тешко и многу споро, а е многу битно бидејќи и тоа е едно од основите за алергиска реакција. Нешто што сега е актуелно, пушењето. Пасивното и активното пушење, тие честички од чадот од цигари кои што излегува, исто предизвикуваат чести алергиски реакции, особено кај родители кои што пушат пред своите деца. Тука веќе имаме во рана возраст чести респираторни инфекции, чести алергии, но многу често завршуваат и со астматски заболувања во подоцнежниот период. За да им биде појасно на гледачите, алергија е всушност кога некое страно тело, ние го викаме антиген или штетна честичка, ќе навлезе во организмот и самиот имун систем предизвикува една имуна реакција, таа е нарекуваме реакција на хиперсензитивност, со што создава имуниот систем антитела и тие антитела треба да реагираат да го уништат всушност антигенот тој туѓ што навлегува и тогаш почнува излачување на една супстанца наречена хистамин, која што ги предизвикува алергиските реакции. Тие може да бидат многу лесни до незначителни, некогаш некој благ осип по телото и до многу тешки, тоа се најчесто со кои што завршуваат со едно стридорозно дишење, со едно гушење. Тука веќе доаѓа и до драстично покачување на самиот пулс и преку 140 и пат на притисокот преку 90, доаѓа до оток на самите слузници внатре, оток на гласните жици, со што почнува до гушење. Тоа е веќе тешката форма на алергиска реакција, наречена анафилакса. Да, секој организам различно реагира, некој побурно, некој како што рековте нели малку полесно, меѓутоа каква е поврзаноста на алергиите со астмата? Токму тоа, нетретирани алергиски ринити и риносинозити, значи кои што потекнуваат од горните респираторни патишта, Ако што веќе долго време така пациентот ги има како проблем? Има ситуации во кои не се диагностицирани и не се откриени. Тлееле подолг временски период, не може секој месец да имате слевање на секрет, не може секој месец да имате болка во грло, тоа не е болка во грло, тоа е неко гребење во грло или чешање. Многу често пациентите како пердушка да ме чеша во грлото, тоа е некоја форма на алергиска реакција. Има знаци како може да се препознае увулата станува отечена во самиот, тоа е таа рисичка што ја имаме, по народски кажано, значи станува поприлично отечена. Секретот е специфичен, тоа е белузлав, леплив, гус секрет. Астмата е всушност едно хронично заболување на белите дробови кое потекнува и во основа има алергиска реакција. Покрај алергиска реакција астмата може да се појави и кај луѓе кои што работат со азбест, кај луѓе кои што работат на пареа, кај луѓе кои што работат со чад, со димени значи производи, со согорување на бои, на лакови и слично. И тука веќе немаме алергија како алергија во основа, но меѓутоа ги имаме овие пак некоја форма на алергени кои што предизвикуваат реакција и всушност доаѓа до сам бронхоспазам на дисните патишта, при што внатре се создава поголема секреција, значи на мукус или на слуз и тука веќе имаме отежното дишење кај пациентот, стегање во градите, чести кашлици, свирење во градите, искашлување на густ леплив секрет. Така да. Да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Ве слушаме. Се јавува една загрижена баба на 11 годишно внуче. Би сакала да го прашам докторот, мојот внук постојано има запнато носенце. И го носиме на лекар, мислам го носат родителите, и му даваат таква мари, се прска и така, мислам така живее. Меѓутоа да ви напомнам дека тој е спортист, значи се занимава со атлетика, вози точак секој ден. И сега пред известно време почна да вели дека кој длабоко ќе се издиши, не може, му доаѓа длабоко да се издиши. И мислам тоа се приметува.
Ја не знам што е проблемот. Да ви напомнам и дека неговиот татко како дете имал астма. Дали е тоа генетско нешто? Добро, доволно ли е ова, доктор Доволно. Драган? Ви благодариме за јавувањето. Астмата е наследно заболување. Значи, ако веќе таткото имал астма, можно е во некој подоцнежен период, но и не мора. Секогаш во медицината има исклучоци дека не мора да развие астма детето. Затнат нос или слевање на секрет во позадина може да значи некоја алергиска реакција од нешто. Тука треба да се направи и проширена лабораторија, и алерготестови, и преглед и совет со својот семеен лекар обавезно. И најчесто ако веќе лекарот во очи, никогаш не на своја рака, ако во очи постојат така наречени назални кортикостероиди, тоа се специфична форма на кортикостероиди, значи не аквамарис и одредени солени води, бидејќи тие служат како промивка и чистење на патот. Овие веќе имаат друго дејство и тие назални кортикостероиди, бидејќи делуваат, ама тука веќе треба и преглед од орал специјалист да се види дали има оток на самата слузница во пределот на носот или дали има секрет во самите синуси, па да се внесе и таков вид на терапија. Тогаш веќе самите пациенти осеќаат многу полесно дишење, намалување на секрецијата, бидејќи се спречува создавањето на тој секрет, одзатнување на носот. Токму тоа се препарати со кои треба да се реагира и купира алергиската реакција. Во третманот на алергии морам да споменам дека се многу битни антихистаминиците. Треба да се пијат во долготрајни стази. Пациентите очекуваат Ги дека плаши ли тоа? Се плашат ли и плашејќи се ги тргаат настрана некогаш или каде ја прават грешката? Сметаат дека третираме бронхит или грлоболка или слично и треба за 7 до 10 дена да завршат таа терапија, баш напротив. Месец, 2, 3, некогаш и 6 месеци во континуитет треба да се употребува тој назален кортикостероид, исто како што истовремено треба да се употребува антихистаминик. Новите гајдлайнси покажуваат дека тоа треба да биде антихистаминик од втора генерација, бидејќи има многу побрзо дејство на копирање на симптомите, нема толку седативно дејство, не ги сакаат антихипертензивите, бидејќи ги тераат на спиење. Токму затоа таа втора генерација, значи што се употребува во новите гајдлайнси, покажува дека антихистаминиците, значи од таа форма го намалуваат тоа седативно дејство, не тераат толку на заспивање, за да може нормално да се ракува и со автомобили, со други машини и нормално да се одвива во текот на денот, иако советот за антихистаминиците исклучиво да се земаат во вечерниот период. Имаме одредени ситуации кога како лекари знаеме да употребиме и 2 пати во текот на денот. Тоа тука веќе проценува самиот лекар од потребата, од состојбата, од искуството. Не треба да ги плашат антихистаминиците и тие назални кортикостероиди. Тој е локален, делува на носот и на синусите, не прави штета. Пациентите не ги употребуваат тие назални кортикостероиди за алергија, исто како што не ги употребуваат основата за астма инхалаторниот кортикостероид, пред сека и благата и кај умерената форма, додека кај умерено тешката и тешката форма, тука имаме и долгоделувачки бета-2 агонисти кои што се користат заедно со инхалаторните кортикостероиди и се основата во третманот на астма. Помпиците најпрвен треба исправно да се покаже како се земаат. Значи секој лекар треба да си го едуцира пациентот како се зема. Значи има соодветна техника на земање на инхалаторна терапија, бидејќи сега да направиме тест со 10 пациенти од астма, 8 не ја земаат правилно терапијата и токму затоа викат па немам никакво подобрување од помпицата. Ако не ја земаат правилно, треба значи добро да се ефектот вдише, не го чувствуваат. Нема да го чувствуваат, затоа што ако се задржи во грлото, вие немате ефект, таа треба добро да се вдише, значи затоа соодветно колку вдишување има. Значи си има протокол кој што секој семеен лекар треба да си го советува својот пациент како се вдишува, кога ќе се вдише таа прашкаста материја, всушност прави од тоа стеснување да дојде до проширување на самите бронхи и како што доаѓа до проширувањето, така излегува тој густ секрет, се искашлува и се намалува самото воспаление и се спречува понатамошна екзацербација. Она што не плаши се честите екзацербации и влошувања поради неправилно земање, поради одбивање да се земе инхалаторната терапија и тука веќе мора да се делува со антибиотска терапија, мора да се делува со кортикотерапија како апчиња. Мене тоа повеќе
ќе ме плаши. Кортикотерапијата како апчиње и по шема кога мораме да ја дадеме, пошто гледаме дека имаме екзацербација на астма во многу лоша фаза и стадиум, таа кортикотерапија зголемува шеќер, таа кортикотерапија зголемува притисок, таа кортикотерапија оштетува коски, прави демиелинизација, ја потикнува од остеопенија многу брзо да преиде во нарушување на самата густина на коските па до остеопороза, нарушува црн дроб, па ги имаме зголемување на маркерите на црн дроб. Значи, делува многу поштетно за разлика од инхалаторната која делува локално на самите бронхи, на самите алвеоли, на самите бели дробови. Затоа не треба да се плашат од подолготрена терапија. Нема да дојдеме до оваа следната која може да направи. Значи, затоа што влошувањето е многу поопасно. Така, да. Да го слушнеме и следниот гледач, само ќе ве замолам пократко, па ќе погледнеме реклами и веќе некако ближиме и кон крајот. Добро утро, повелете. Добро утро. Ало, добро утро. Ве слушаме. Поздрав до емисијата. Имам прашање до докторот. Повелете. Значи, подолго време ми се на сабајле кога ќе станам, од носот ми се слева течност. Значи, морам да го дувам носот и во текот на денот ми излегуваат шлајм. Сега во последно време очите ме чешат и ми течат солзи. Нон-стоп ми се водени влажни очите. Значи, бидена сум на очни, ми дадоа патенол капки да ги примам, ми рече тие овие доживотно за хронично веќе ми било то префрлено во очиве. Со тоа што сега ми даде за алерготест да направам, ова течење во носов, што ми се слева секое утро, ќе престани и после во текот на денот морам да правам и ми излегуваат некој шлајм. Тоа не престанува со месеци. Немам проблем со дишењето, али ова со очиве што ми солзат и носот што ми течи. Во ред, доволно. Само дополнително да ве праша доктор Драган. Дали имате интензивни кивања? Не кивам. Добро, а осеќате повремено чешање во носот и заднатост или само течење на носот? Само ми тече носот и очиве ми течат вода, ако излезам надвор. Ви солзат постојано, така. Во ред, ви благодариме за јавувањето, ќе погледнеме блок реклами, па советот и препораката веднаш по рекламите ќе ги слушнете од доктор Драган. Продолжуваме понатаму со емисијата, ќе одговориме на гледачката, ма да ја слушнеме само и следниот гледач да го слушнеме. Добро утро и за вас, повелете. Добро утро. Дали сте на линија? Ајде, веројатно се исклучи гледачот, да одговориме на гледачката што пред рекламите го постави прашањето. Да, посливањето на носот и чешањето во очи, веќе ги кажале ночно дека станува брза хронична состојба, тоа е некој хроничен алергиски конјуктивит кој што предизвикува чешање во очите, предизвикува солзење на очите, како нонстоп да течат солзи. Нешто што е тука битно, најверојатно ќе треба да примени некоја форма на алергиска терапија, бидејќи не е доволно го решава проблемот со очите, но меѓутоа треба антихистаминик за да го решава проблемот и со алергиската реакција, понатамошна проценка од ако има потреба од орал специјалист за доиследување. Така, се што подолго време трае, и да е кивавица, и да е кашлица, и да е гребење во грлото, си бара преглед и укажува дека нешто има. Значи, првин треба да се советуваат со својот матичен лекар и семејните лекари, значи треба да обрнат внимание на добра анамнеза. Значи, јас секогаш викам, добра анамнеза е чекор до многу клучна дијагноза. Кога ќе го испрашате пациентот со многу прашања, ќе добиете една плејада на диференцијални дијагнози кои треба една по една да ги исклучувате за да стигнете до финалната дијагноза. Некогаш и во самиот момент се одлучува клучната дијагноза. Така да. Она што е важно и го споменавме нели кај терапијата, кажавте што е она кај што не смеат да сгрешат или кој е она каде што пациентите грешат. Некогаш ќе почувствуваат подобрување, па сами ја прекинуваат на своја рака терапијата. Што е важно и клучно во терапијата и на алергиите и на астмата?
Никогаш првен треба да се зема редовно. Онака како што го препорачал лекар, никогаш не треба да се прекинува на своја рака, треба да се зема исправно, исто како што го препорачал лекар, не да редуцира дозата, значи ако лекарот рекол дека 2 пати дневно ќе оди, ако рекол колку временски период, се осеќам супер, ќе го смалам на еднаш дневно, па ќе ги прекинам капките, па ќе направам проблем повторно во носот, па повторно ќе се развие и повторно ќе дојдеме на преглед за иста состојба. Нешто што треба да го сватат, ако во мај сте имале алергиска реакција лани, ќе имате и оваа година и нема да избегнете. А сега е времето да почнат со подготовка, да го веќе се подготват почнува организмот? да се подготвува организмот, затоа што се зависи од временските услови. Значи ние имаме некоја година февруари, март кога врне снег и кога е многу ладно, тука алергени немате освен од загадениот воздух, но меѓутоа ако се кренат температурите на 15 и 20 степени, што може многу лесно да се случи во следните 2 недели, тука повторно ќе имаме циркулација и на грипот и на вирусите, но меѓутоа ќе имаме циркулација веќе и на првите, ќе почнат да цветаат некои од растенијата на тие топлини и по автоматизам ќе ги имаме поленските алергии веќе одма при првите симптоми. Треба и она што е да започнат со терапија, она што е многу битно, да носат KN95 маска пациентите со астма кога излегуваат во најзагадениот дел од денот. Да ги пролуфтираат просториите наутро, 10, 11, 12, тука е некако најчист во тој временски период воздухот, никако не во најзагадените шпицови, никако да избегнуваат колку можат во најзагадениот временски период да излегуваат во надворешна средина, да ги исклучат алергените. Вие ако веќе сте докажале дека сте алергични на јајца, не пробувајте за 2 години дека нема да имате алергиска реакција. Ке имате алергиска реакција, а никогаш не знаеме која алергиска реакција за жал може да заврши во тешка анафилакса, која што е веќе животозагрозувачка состојба. Да. Добри и практични се сите овие совети. Голем број на гледачи имавме. Може да ве најдат во поликлиника Букурешт, каде што е вашата ординација. Така, сите оние кои што сакаат дополнително и да се консултираат и да прашаат нешто повеќе. Ви благодарам за гостувањето. Ви благодарам и на вас на поканата. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24. Ви посакувам убав и пријатен ден.